Ние сме тука во живот студиото на Слободен печат. Се радувам и вие од другата страна не следите и уживате во програмата која што денеска ви ја подготвивме. Во продолжение следуваме меѓународната анализа и како што веќе гледате на вашите убави екрани, тука се и моите прекрасни колеги. Петочки, дали ќе се зборува за убави теми или ништо не ни носи убаво овој ден? Кога се приубави, но се забавни. Одбравме забавни теми од светот. Има и такви. Одбравме сериозни теми со наш агол на гледање и интерпретација. Забавна конотација ќе им ставите, ме радува што е тоа така. Турскиот председател Емануел Макрон продолжува да биде неверојатно забавен, да? И вчера имаше нели едно излагање на француската телевизија во стилот на Јосип Броз Тито в старт го земавме. Ајде да ни објасни што кажа. Од прилика тој изјави една интересна изрека каде што рече Европа мора да биде подготвена за војна ако сака мир. И сега нашите генерации, ние сме едни генерации кај што идевме по работни акции, војски и сите тие работи, не потсети на една крилатица на другарот Тито тогашен, инаку председател на тогашно СФРJ Јосип Броз Тито, кој рече да живееме дека како да ќе бидат 100 години мир, а да се подготвуваме како да утре ќе биде војна. Имаше и уште една каде што велеше повеќе пот во мир, помалку крв во војната, тоа беа едни крилатици кои подоцна со падот на Берлинскиот зид беа оквалификувани како диктаторски, како нели задојување на генерациите, пропаганда. Сега имам истиот речник. Сега големиот Макрон, човекот од банкарскиот сектор, човекот на крупниот капитал, веројатно и десничар, не знам, не се разбирам, и дава една изрека која би ја нарекле копи-пейст од времето на претходниците на политичката сцена, меѓу кои нели Јосип Броз Тито, кои овие не може да му се фатат веројатно ни за малиот прст, се разбира, не гледам идеолошки, туку гледам како државнички и сега Макрон се обидува оној комплекс што му се случува на глобално ниво. Мораме да се согласиме дека Франција како поранешна империја суперсила и империја пред се доживува страшен пат. Следни се британците веројатно, но вие се кријат зад французите. Французите губат полека влијание, првин поради англосаксонскиот наплив на веле сила преку Соединетите Американски држави, но и ова што му се случува на Макрон во Африка ќе потсетам доминацијата. Ама тој како директна улога на Русија и Кина во Африка. Особено Русија. Кина со пари, Русија со Вагнер, а легијата на странци надалеку позната од минатиот век. На Франција полека ја губи екваторијална Африка, ги губи интересите. Дали поради тоа е вознемирен Макрон, па сака да каже сега ние вас ќе ви влеземе во Украина, не знам. Тој повтори вчера го слушав, повтори дека не е исклучува можност на француските трупи да влезат во Украина. Што да значи тоа? Што навеќе како мировници туку. Не, француските. Сега веќе почна на големо да се прават оние анализи што би било кога би било, дали Франција може, колку може, се правеа тие споредби дали Франција е подготвена војнички тоа да го направи. Се разбира кога напаѓате некоја држава, морате да бидете 7:1, дали Франција и да е способна е 7:1, дали Франција ако се обиде тоа ќе има поддршка од НАТО, дали ова беше само сега нема никако, јасно рекоа најголемиот нешто пољаците спомнаа малку, но и тоа некако од свој агол ти рекоа единствено прибалтичките земји му излегоа во пресрет на таа изрека. Сега ако се тие доволни за ние зборуваме хипотетички, односно да им кажеме на гледачите дека не е тоа ништо прецизно и сериозно, но го зборуваме хипотетички бидејќи тој дава такви изјави. Но зошто го спомнуваме денеска, бидејќи почнува полека да стануваат овие изјави малку и смешни, а малку и загрижувачки. Да видиме што ќе биде, ние не знаеме кој зашто подготвен, но ќе потсетиме дека изминативе 7-8 дена светот пулсираше во тие хипотези дали НАТО ќе влезе во некаков директен конфликт, ако влезе до кај би влегол, како би влегол, дали може би тоа некој договор за делба на Украина. Не знаеме, ќе оставиме време да видиме, но оваа изјава на Макрон не можевме да не искоментираме утре. Сега Русија од Украина синоќа влегоа пак некои диверзанти, имаше борби во таа погранична област. Белгородска, да. Белгород, но далеко од градот Белгород.
А во исто време почна и изборите во Руската Федерација, председателските избори. председателските избори. И сега, дали некој можеби се надеваше, бидејќи имаше најави за одредени безбедностни проблеми во Русија, и тоа од украинска страна, дали со ова се надеваа дека ќе влијаат на изборните резултати во смисла, еве, ние ви веројатно сакаат да освојат некој град или некое село, Самиот факт дека па да се пофала дека додека вас ви требаат избори, ние ви држиме територија, нешто. Предпоставам дека е тоа. И јас сега ќе мотивот. предпоставам, ако ги земеме во предвид сите нови работи кои излегуваат. Еве излезе утринава една. Сега се обидувам да ги споиме, да логицираме. Иако у политиката, за жал се покаже дека логиката понекогаш е може да се далеко од памет, но еве излезе баш случајно утринава или ноќеска, како сакаш речи го, последниот план на Навални наводно пред да почине, пред 15-20 дена тој почина, за денеска било подготвено веќе во 12 часот по локално време во Москва да се одржат големи протести, бидејќи се имало наводно наводи дека се лажирани овие избори. И сега, ако земе логичко гледаме комбинацијата на на руските партизани кои го рушат режимот на Путин и протестите во Москва, може би можело да се влијае на некаков Тука јас би изборен резултат. Би додал, имаше една изјава од Буданов кој рече ќе видите што ќе ви се случува во Москва следната недела. Сега И истото го кажи Зеленски, американската амбасада во Москва минатата недела им препорача на своите граѓани итно да ја напуштат Русија, тоа го направи и другите прозападни. очигледно нешто се подготвувало и ова изгледа предухитреност на руската ФСБ разузнавачка служба дека можеби таа ги предухитрила сега ова што го рекове и обвинување, но е логика дека можеби има зошто се ова се случуваше изминатиот период. Ќе потсетам, ако за денеска Навални жив се обидгу, дојка бил жив, се обидувал да организира нешто, да влија и така тоа. И неговата смрт е дел од таа операција. А зато велам сега, тоа ние логицираме. Не можеме да го Нити сакам да го кажам, но еве очигледно можеби ова она што останало од предухитреноста на руската ФСБ дека ги предухитрила плановите на украинската разузнавачка служба, западната, не знаеме кој е, можеби па и нешто големо се подготвува. За волја на вистината, од денеска почна председателските избори, ќе трајат до недела, бидејќи 12 часовни зони има Русија, денеска се гласа на крајниот исток, значи на Камчатка, Сахалин и сите оние области кои сме ги учеле по географија. Владивосток, да, е најголем град таму. Курилски острови кои се исто така надалеку познати. Во недела ќе биде и во овој европскиот дел. Има 3 против кандидати Путин. Оно што е интересно што сите 3 против кандидати ниту еден не ја критикуваат неговата политика, особено не неговата воена интервенција, инвазија, напади, како сето тоа да го наречеме во Украина. Ај кога сме кај Што исклучува, да, и што пак логички, ако видите, дури и да загуби Путин, кој да дојде до вие тројца, тие само ќе продолжат таа политика, иако нема да загуби, се разбира. Рекордни 85% доверба ужива Путин, многу поголема доверба од пред војната во Украина, така барем велат анкетите спроведени во Русија. Да, сакам да додадам дека кога сме веќе кај против кандидатите на Путин, ретко се споменуваат нивните имиња низ медиумите. А ние ретко ги споменуваме, бидејќи знаеме дека немаат шанси. А веројатно не знаеме Русија како е тоа. Има и уште нешто, мора да знаеме дека имаме пропаганда и од Русија и од Западот. Ние сме под западна, можеби овдека да кажеме влијание на западните медиуми, но фактот дека и руските медиуми нешто многу не се искршија да ги промовираат. Макар што јас успеав изминатиот период нешто на интернет по тие колку што можев, нели, се и тие руски медиуми се под цензура условно речено, по тие некои телеграм канали да ги видам, еден од тие кандидати ги видов. Па не верувам дека тој може да биде председател. Искрено, бидејќи неговата реторика беше фокусирана на нешто што е ирелевантно во
во една Русија која е глобална сила и која како иден председателски кандидат би безмалку би очекувал да го искритикува Путин барем за една тема. Да, дозволете, сакам уште малку да додадам, простете ако ве прекинувам, кога сме веќе кај изборите, еве најнови информации кои што пренесуваат светските медиуми дека се гласа и во окупираните делови на Украина веќе денеска, односно вооружени војници одат по домовите и молат буквално за гласови. Москва е започна кампањата како што кажавме, значи првпат се гласа во текот на 3 дена, но дополнително предвремено гласање веќе започна во окупираните делови на 4 украински региони. Што веднаш беше нели поништено од страна на меѓународната заедница дека тоа не смее да го прати, нема да бидат релевантни резултатите. Што тоа значи? Мислам дека тоа Русија апсолутно не ја интересира. Да, што се однесува до тоа гласање таму се однесува на оние кои се чувствуваат руси, нели? Кои веќе во време земале руски пасош. Колку што јас имам информации, може би грешам, така да ќе се оградам, дека гласат и оние војници кои се таму, а не може да се вратат сега у Владивосток, што не е баш блиску. Па ако си војник од Владивосток, си се нашол у Донбас. Имаме ли слика како изгледа тоа гласање таму? Па ние сме гледале во минатото како во држави каде што има војна, има избирачки процес, обично тие се најмирните избори. Секогаш, нели, бидејќи има поголема контрола и сето тоа, но да им кажеме на гледачите дека во окупираните територии се гласа и гласат оние војници кои се на служба во, значи се од тие региони на далечниот исток, а мораат да гласаат бидејќи како ќе се врати. Нели, во Јавите ми јави дека имаме уште малку време да разговараме. Така да, но ќе се гласи во тие 4 региони да потенцирам бидејќи се дел од Руска Федерација според одлуката на Руската дума. Значи имаме уште време да опфатиме некоја тема. Александра, ако немаш ти за изборите во Русија, ајде тогаш да видиме во Украина ќе има ли избори? Па не се споменува ништо, а не се споменува и мене ми се чини дека онаа операција на тргање на генералот Залужни ја пролонгираше овие председателски избори. Значи Залужни го пратија во Британија да биде во Лондон, така амбасадор? Да, амбасадор во Лондон, што само ја потврдува тезата дека кога ќе се направат услови, кога некој тоа ќе го процени да има председателски избори, верувам дека Залужни ќе биде контракандидатот на Зеленски, а ми се чини дека рокот на траење на Зеленски го продужија за уште малку за да ги прими сите овие неуспеси кои се случуваат во моментот на Украина, бидејќи многу е тешко, знаеш, да стават нов председател сега и да се потроши како лик и како авторитет. Веројатно овие последни обиди преку изјавите на Макрон и некои обиди дека НАТО може би нешто би направил, Франција, Полска и нешто е задната фаза да види Западот дали воопшто може нешто да направи. Видовме дека добија нови средства украинците од Европа вчера. 5 милиарди. 5 милиарди. Не се уште дадени, но као наводно се добре. Веројатно му велат еве ти уште овие, пробај со овие, ако не заминувај. И веројатно после тоа ќе мора да се седне на преговарачка маса и повторно ќе кажам, на многу лоша реторика имаш изминатиот период. Нема шанси да седне Зеленски со Путин, а ќе мора да седне украински председател, веројатно ќе биде сменет бидејќи Путин очигледно нема да загуби на овие избори. И ми останува уште дилемата како доколку Бајден биде реизбран, ќе може да седне со Путин на преговарачка маса после сите оние навреди, закани и обвинувања упатени кон, нели, еден кон друг, дека е криминалец, терорист и сето тоа. Не навлегувам, риториката само ми укажува дека тие веќе никогаш нема да може да седнат на преговарачка маса. А за да стапи мир меѓу овие две држави, ќе мора да седнат на највисоко можно ниво, нели? Не може да пратат пратеник. Ако победи Трамп, може не мирот, ако не победи Трамп во ноември, тогаш не може мирот. Трамп најави дека доколку дојде на власт, дека ќе застапи мирот веднаш. Дека тој имаше релативно добри односи со Путин, он има во Хелсинки нели една прилично срдечна средба. Трамп, ако земеме да го коментираме, Трамп е доста сиров, велат како бик, оди напред. Тој, ќе те подсетам, седна на преговарачка маса со Ким Джонг Ун. Значи, тоа е историска средба, ние некако ја заташкавме таа работа, но Трамп е првиот американски председател што седнал со еден севернокорејски председател.
И тоа помина во одлична атмосфера и се намалија тензиите на Корејскиот полуостров. Бајден сега има друг пристап и демократите. Сега ќе видиме колку гласачите во Соединетите Американски држави ќе препознаат што е мир, што е војна. Можеби јас и ти грешиме сега. Можеби демократите ќе направат поголем мир. Но мене ми се чини дека Трамп е доста прагматичен. Трамп е бизнисмен, тој гледа целта ги оправдува средствата, не му е проблем да седне со било кој на преговарачка маса и да ретерира, само да ја постигне целта. Вистински бизнисмен, наспроти демократите и Бајден, кои имаат една зацртана стратегија, ми се чини доктрина за 10 години и тие одат до крај. Ке те подсетам, Викторија Нуланд дури сега ја пензионира. Да не знаевме дека е таму, значи имала големо влијание. Така да демократите се повеќе, според она јас што успеам да го гледам, имаат петогодишни планови, ај во тој контекст почнавме од утринава, наспроти Трамп и неговиот прагматичен, не републиканците, него Трамп и неговиот бизнисменскиот прагматичен пристап, целта ги оправдува средствата, да јас и ти да направиме сега бизнис за да имаме добивка. Во случајот добивката секако најголема ќе биде мир. Во ред, Александра, имаш нешто да додадеш, некоја вест? Секогаш има, но во интерес на времето и со оглед на тоа што веќе нашата гостинка е пристигната, да бидеме добри домаќини, да отстапиме простор на нашите гости. Благодарам што и утринава бевте овде, благодарам што секогаш ни помагате да дознаеме повеќе кога се работи за светските случувања. Од понеделник ве очекуваме повторно да бидете дел од нашата програма веднаш по вестите, а во продолжение, почитувани, на Слободен печат ќе зборуваме за навистина сензитивна тема за која што треба почесто да се зборува, за семејното насилство и за родовото базирано насилство. Мојата колешка Марина Дамчевска по тој повод ја покани Сумеа Рамадани, операторка на SOS линија за жени. Останете заедно со Слободен печат.